чекам само со ова, не можам да се смирам. Бегаш само како мислиш да те стигнам. Baby, не сум тука да си играм. Арогана, али тоа е окей. Се прави важна уште од првиот ден. Вајбот на реплей. Се молам ова да е вистина, да не е фейк. Фейк како мелодија. Низ град со ки. Се наоѓаме пред Македонската радиотелевизија, каде јас и мојата соговорничка за денес имавме нашите први почетоци. Фала многу, во мојот втор дом пак. И мојот. Добро ни дојде. Океј, значи кој ќе води емисијата, јас или вие? Ќе те ставам сега на тест. Добро. Па ако не одат во најдобар ред работите, ќе превземам. Се шегувам. Од оно што имам видено, одлично се снаоѓаш и ми е драго што ќе се дружиме. Мила ми е. Ајде. Како се случи вашиот прв ангажман во МРТ и дали се сеќавате на тоа? Ау да, како не. Многу одамна. После тие аудиции, јавни огласи, нели, кога се бараат деца во рамките на зимско-рекреативната програма на Македонската радиотелевизија, за време на зимскиот распуст, кога вистина е една одлична идеја и концепт, ми се даваше смисла на исполнување на времето на децата. Тука се поклопи тој концепт на МРТ со онаа моја желба детска, љубов кон нешто што значи медиум, телевизија, зборување, водење емисија, појавување во медиум на телевизија и некако си се поклопија коцките и слушајќи, гледајќи таков оглас, ги замолив моите дека исклучително многу ми е важно и сакам да се појавам на една таква аудиција. Но некаде беа подизненадени, но можеби и не многу, бидејќи постојано некако како растев како дете, покажував интерес за она што значи микрофон, камера, телевизија и така натаму и веројатно сето тоа и тие го препознаа, па ми дадоа една поддршка. Се појавивме на таа аудиција која беше, пак ќе речам, значи јавна аудиција, кој сака може да дојде да се појави и да проба. И го поминав тој прв филтер и беше тоа некое, да речем, моје прво појавување и само потврда моја дека кога прв пат застанав пред камерите во студиото во Македонската телевизија, дека тоа е она што вистина многу го сакам и ми се потврди дека таа моја желба е нешто што сакам да го правам целиот мој живот. Дали мислите дека ова љубов кон сценските уметности, кон камера, кон микрофон, ви има помогнато во секојдневниот живот со други луѓе? Па помогнато. Некако јас како да сум тоа што го работам и не правам некоја голема дистинкција во смисла на нели не глумам пред луѓето дека сум телевизиски човек или едноставно ја користам мојата работа за да се представам во поинакво светло, односно сцената е мојот живот, телевизијата е дел од мојот живот, тоа ми исполнува и на некој начин, бидејќи се чувствувам слободно и како дома пред камерите во студиото, веројатно тоа некако ми е спонтано ми се пресликува, отсликува и во секојдневието и во животот. Не можам да речам дека сум еден карактер, сте малку поразлични пред камера, апсолутно, но јас сум некако таа, разговорлива, срдечна, пријатна со луѓето, се испофалив, но вишкина сум таква. Вие сте мајка на Даријан, на Марко и на Ана. Да. Кажете ми, колку е различно влијанието на медиумите од времето кога вие сте биле помлади, во тие тинеџерски години, и сега кога ги гледате и вашите деца? Поприлично различно. Ние бевме многу поограничени во смисла на тоа што медиумски можевме да видиме и да слушнеме. Сепак сум од едно време каде во 7:30 Мечето ушко и останатите цртани завршува пред дневникот на Македонската телевизија, без поголем избор нели на други програми и телевизии и некако тука спонтано завршуваше и нашиот дел од денот, па се повлекуваш, веќе време е за спиење. Овие генерации растат многу поинако. Овие генерации растат со технологија, со телефони од кога се родени во смисла нели напредната технологија ги дочека. Ние правиме, да речеме, избор на тоа колку треба да гледаат, да слушаат, да бидат, но тоа е неизоставен дел од нивниот живот и не можеме ние сосема да ги ограничиме децата или да им речеме ќе се вратите во нашето време. Борбата е исклучително голема и тешка, да некако се направи некоја паралела на она наше време со ова нивно време, но секако растат многу поразлично. Децата ги добиваат многу брзо сите информации, децата сами многу брзо учат ако особено ги оставите без контрола на таа некоја рана возраст, така да исклучително е различно и морам да признам дека и малку потешко, иако да речеме можеби полесно во процесот на како децата растат и се развиваат и таа нивна некоја освестеност која
ќе речат многу често, многу си итри денешниве деца или многу побрзо созреваат. Да, затоа што се некако побрзо доживуваат и побрзо добиваат информации од тоа што ние сме го имале како информација или можност да го дознаеме. Како мислите дека медиумите и новинарството е сменато откако се главни социјалните мрежи? Некако се оди малку повеќе на сензационализам, ако барем од мој аспект. Некако како да се подизгубија вистинските вредности, иако ги има, и се радувам на секој што велат нели зрак, секој крик. И во последно време нели често ќе погледнеме дека сите одиме кон тоа да малку повеќе зборуваме за емоционалната интелигенција, малку повеќе емпатијата да ја нели споменуваме или едноставно да се развива малку повеќе кај овие понови генерации, но и кај секој еден од нас, и повозрасните. Едно емпатично, здраво општество многу значи да имаме еден здрав, исполнет и убав живот сите ние. Да. Значи вака, вие кога сте биле на моја возраст, кога сте биле тинеџерка, сте имале емисија тинеџерска на телевизија. Да. Добро, сега имате емисија за актуелни теми. Да. Значи, како вашиот личен развој ги следи тебе содржините? Дали тоа постепено, заедно растало и се развивало? Па се развиваш, да. Секако како доаѓаат и годините, како созреваш како човек, но и како се менуваат времињата, нели во кои сме се, и потребата, односно исполнувањето во едно поле или да речеме во рамките на нешто што сте го работеле до тогаш. Јас кога уствари започнав овде, за мене телевизијата беше Дизниленд, она што е за денес за децата, буквално. И уживав во моментите кои тука ги поминував. Исклучителни генерации на професионалци, од новинари до спикери и така натаму, еден преубав свет, постојано снимање на играни серии, играна програма. И тоа е, пак ќе речем, мене ми беше Дизниленд. И вие се впивате и некако и со тоа созревате, но и се од сите тие информации кои ги добивате, некако си го градите и вашиот однос или што сакате да кажете, да покажете и да дадете свој допринес или печат кога медиумот е во прашање. Почнав соодветно со годините, ајде настрана нели зимската рекреативна, кога се обработувале теми, пак ќе речем она што е блиску до децата, детството во тој период. Тинеџ емисијата беше врзана со третиот канал, некоја да речем моја прва авторска условно речена емисија, каде оставав свој печат како нешто слично што правиш и ти. Нели, генерацијски, тогаш бевме некако поврзани повеќе и со таа некоја светска музичка сцена, обработување портрети, профили на светските музички имиња, но и на нашите. И доаѓаа потоа пратењата на македонската музичка сцена, која беше исклучително хиперпродуктивна, со одлични изведувачи, со одлична музика, и тоа ми е исто едно богато искуство кое си го носам во себе, како потоа малку созревате и ви се менува нели начинот, пак ќе речем, на гледање на нештата, сакате односно да направите нешто друго што ќе остави еден друг печат во медиумите, ваш личен. Така доаѓа и емисиите. Вие имате многу повеќе искуство со лайв програми, со програми во живо. Значи, кажете ми што ви одбрате, дали програми во живо или дали авторска емисија? Малку и различно, морам да признам, и ги сакам, исклучително ми е при срце програмата во живо, тој контакт со публика. Речи си 90% порано во македонската телевизија програмата се работеше во живо, во студијата, и емисиите вечерни кои ги имавме одеа најчесто во живо. И тоа е еден сериозен предизвик, знаете дека немате шанса за стоп, ќе исечеме, ако е грешка, имате некако комплетна концентрација, бидејќи се мери секој збор, секоја грешка се гледа и се слуша, и тоа е еден поинаков адреналин, морам да признам. Овде си давате слобода, иако и кога снимаме, се однесуваме како да е во живо програмата, и некако малку по можеби сте слободни и да речеме имате можност за некои преместување на нештата во емисијата, но е пак ќе речем сосема поразлично, ако треба да бирам, во живо би одбрала повторно. Особено ако има контакт со публика. Мене тоа некако многу повеќе и ме храни. Кажете ми некој интересно искуство што сте имале во програма во живо со некој гост? Многу чести интересни искуства. Јас неколку пати ова во етер го имам кажано на некои млади години. Покојен Шишков беше Ласло Шишков во емисија, кога во живо пред емисија сосема кусо неколку пати ме повторуваше само те молам во емисија Шишков, само те молам Шишков, и сега јас тоа го запомнав некако. Тренуваме ние во живо и јас сега помеѓу Васил и Шишков на брзина да сакам да му се обратам, и текнува дека сакаш човекот да му се обратам со Шишков. Се вртам и велам добро ни дојавте Вашко и нема назад. Тоа е едно. Ни се скрши клупа на одјава во живо емисија Канал 3 кога правев една новогодишна со сите сопаѓање. Нема што да направите. Фирус Мустафов свиреше, ние падната пола екипа се одјавуваме, така да тоа се супер моменти кои ги паметам кога програмата во живо е во прашање, но
И пак тука се остава оној простор на каков е вашиот однос, нели, со тие грешки, како вие ќе успеете тоа да направите, да ги извлечете и да не бидат ништо ни страшно сватени, ниту трагично. Добро, супер. Ајде да се префрлиме во студиото лајв да го видиме. Нашиот омилен дел. Ајде, Студио. може. Мене ми е втор пат да влезам во студиово и секогаш ми е малку нереално. Овде? И чудно, да. Аха. А не снимав се дека дајте музика во една од другија? Зборам со green screen. Со green screen, да. Да, веќе. Тоа е да, различно е, сосема. Друго е студиото, мислам. Да. Значи, кажете ми, од Тинс, од мислам дека имаме хит, од Жилет, од 12 величествени, дали може да издвоите еден проект кој ви е најдраг? Иако знам дека е претешко, дека ви се како бебиња, мене така ми се сите проекти, многу се ги И секој има различна вибрација и секој е различен, да речем, концептуално. Сега од ова се што споменавме. Драги ми се сите тие години на ќе се навратам и преска зборувавме таа комуникација во живо со публика, универзална сала, преполна 12 величествени, или кога зборуваме со сериозна македонска музичка сцена, нели избор и доделување на награди. И аплаузот може да продолжи бидејќи наред е момчето кое што доби 2 награди, сите многу го сакате. Колку и да ги лаже девојките, тие упорно го сакаат уште повеќе. Тоше Проевски, излажиме. И тоа во мојата меморија е еден од моментите кои што мислам и проектите ми се многу драги при срце и горда сум на истите. Водени лудори ми се од времето на Канал 3, веројатно не се ни сеќаваш, како игри без граници наши кои се прави на Олимпискиот базен, нешто што вистина не е повторено, да речем, во медиумите овде кај нас, а беа исклучително интересни и тоа беше исто еден проект за кој бев бескрено благодарна на Сидоровски што сум дел од истиот. Сосема различно, па од друга страна, кога се роди Тунел прво, па потоа нели продолжи во Жилет, тие поавторски, во смисла нели што рековме некако позрели емисии или едноставно еден сосема друг концепт, кој па од друга страна поинаку ме нахрани, сум горда на тоа, ако на почетокот ми велеа зошто ваков концепт и ваков тип на емисии, кој тоа можеби би сакал да го гледа или да го слуша, бев сигурна дека треба некоја промена во медиумите, да зборуваме отворено и гласно за теми кои не секогаш ни се многу пријатни или едноставно сакаме полесно ние да замижиме пред одредени проблеми и состојби во општеството, што можам да ги отварам и зборувам јасно, гласно и јавно. Браво. Дали имате мислење за медиумската сцена во Македонија денес? Имам. Мислите тука се. Се менуваат нештата со оглед на времето во кое живееме, пак ќе речам и брзината со која живееме, напредната технологија која ни е придружна, AI, која колку помага вештачката интелигенција, колку одмага или сеедно, нели во процесот на правење на квалитетни медиумски продукти. Да. Мислам дека некако мене ми недостасува искрено креативноста во медиумите. Креативноста, баш креативноста, сопствениот печат, креативноста на проекти кои се изворно наши, лесно е да откупите проект веќе готов, да се стави иститлуван превод и нели сме завршиле работа. Ми фали поттик на нашата сцена, на нашите луѓе, на нашите креативци, на нашите умни, квалитетни луѓе кои ги има многу, а како малку да ги гледам. Кој е некој ваш совет за младите, како мајка, како новинарка, како водителка, како се? Па секој еден од нас е различна индивидуа, да си го слушаме срцето, да си го пратиме оној инстинкт, внатрешен глас кој си живее нели во секој еден од нас, да се биде свој. Најмногу од се е важно, нели? Пак ќе речем да се пратат своите соништа и да се верува силно дека може да се успее, затоа што вистина може. И тогаш кога ќе ви рече дека нешто е невозможно или дека едноставно не се прави така или тоа што го мислите или сакате да го направите, нешто што е многу лудо, неизводливо, како велат, верувајте си на инстинктот и следете го. Животот е еден.